Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Вечерва гостин во емисијата е неговата екс-екселенција Ивица Боцевски. Ивица, добро вечер. Добро вечер. Добро најдов. Нема екс-екселенција, еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Меѓутоа, кога е амбасадор, кога е амбасадор на твојот народ, тогаш се обраќаш на лично име, на име и на презиме. Екселенција сме, нели, за надвор, за другите. Точно, за надворешна употреба, нели, за нас. Пред да идеме приватно да те прашам, бидејќи одамна не сме се виделе, да те прашам дали уште е замрзнат скопски времиња? Замрзнате, меѓутоа никако да го одмрзнам, ке ти кажам и што е проблемот. Дали некој те прашал ова? Нема да веруваш, годинава си четврти човек што ме прашува. Нема да веруваш. За скопски времиња? Знаеш ли од каде е? Од каде? Се сетија сите на Блогерајов, се сетиле. Добро. И од нашите генерации, малце помлади, малце постари. Во овие часови доека беа сите заробени по дома со короната, и на многумина им фалеше некој друг тип, еве така да го наречам, културна забава сега. Не може јавно кој те прашува? Не јавно, јавно само се ти. Вака приватно ти кажам, што ми изненади, со години никој не прашал, ти текнува тогаш тоа беше голема работа, нели? Блогерајот. Сите бевме на блогови, пишувавме, па се дебатиравме, дискутиравме. И на него пушти низ канализација. И толку. И толку беше. И толку, да. Не се. Добро, така се запознавме. Да. Ние преку Блогерајот, ти го имаше тој твој блог, каде што веќе беше, да речам, некоја еминентна фаца за разлика од мене и некои други кои си се боревме на некој начин. Ти веќе беше тогаш и колумнист во утрински да. И така да малце имаше потежина твоја и беше доста прибран. А ти веќе беше на пат. Добро, ја бев јади бурек, правев керефеки, немав намера ја да идам во разлика. Види, јади бурек имаше пионерска улога тогаш, затоа што покажа дека и во Македонија можна вака неформална емисија која што е вектор на политичко влијание, на културно влијание, бизнис влијание, не сме по тие работи. Не. Меѓутоа, барем во делот на културата и на политиката, ти емисијава веќе толку години, го кроиш јавното мислење, факт е тоа. И не само тоа, сите што те плука, некако ти дојдоа на бацирака, се сеќа кога ми текне кој како те озборуваше и како сите ти се нацрта овде, во една или во друга роља, па уште малци ти се додворуваа, се сеќаваш во некој ситуација, меѓутоа ти си широк, знам. Не се замарам. Знаеш, ја делувам суетно, ама многу ми е тнко, знаеш, и брзо заборавам тоа, немам никаков проблем. Мислам, знаеш како, да држам некому љутина или лоша мисла, тоа е како да испијам отров, ја да испијам отров и да сакам тебе да ти се слоши. No sense, значи омразата, лошата мисла, тебе те труе, не го труеш другиот. Точно. Така да не се замарам со тоа, немам проблем со никој, затоа што нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, постои вечен интерес. Мене ми е интерес емисијата, нема му интерес да каже нешто пошироко. И се среќавате тука. И се среќаваме, немам никаков проблем. Да. Проблем име што, например, власта упорно, знаеш, те ставува еден ќош, ете, ние не идеме кај такви. Знаеш, еден друг голем новинар, ќе го кажем и по име и по презиме, Панде Колемишевски, тој е неговот, вели,
на народот, како не само пишува во Нова Да го Македонија, поздреш. растура. Не го Панде вели, на народот и на власта никогаш не можеш да им угодиш, знаеш, така што. Добро му е мисла тоа. му е таа, да. Отиде твојот успон со кариерата започнува, малце сакам Ајде, слободно. да се навртам после пред да дојдеме на анализа една општа. Започнува со твоето назначување за советник на председателот Иванов. Кратко време беше негов советник. Во последната реинкарнација, така да кажеме, што претходно имав други функции во владата. Да, беше и портпарол. Меѓутоа, еве, да. Знам, се Да. закачавме таму со ракетите кога идеа тие золите што не кога правев. пука. И после испадна дека испадна дека сум во право, затоа што на крај се расчистија работите, испадна на вистина дека тоа е една ќелија на овие паравојски што остана после 99-та година од тие УЧК разноразните Кај се расчистиме тоа, Ивица? Не бе излезе. Не знам дали се сеќаваш. Не. Не, им влегува на крај испадна некои од тие групите што останаа после онаа косовска УЧК, наша УЧК оставени, кои што на некој начин, значи тоа не било дури ни форма за комуникација со владата. Тоа било извинувам, форма. почитувани гледачи. Говориме за годините кога Ивица Поцевски беше портпарол Да. во владата на Република Македонија и тогаш Золја од кај Калето ја погоди владата. И тоа као беше Ивица излезе као нема везе, вие овакво, па јас се закачив со Не, него ја како реков нема дека тоа е везе. порака. И Порака дека- од Калето. Не од Калето, него порака. Деков дека е порака и дека пораката е примена и прифатена и дека очигледно станува збор за терористички чин. Па тука ме подбра една батерија новинари, ти беше од другите. Ме подбра една демек, леле, гледате, некој таму си играл, а овие обвинуваат за тероризам. И ја бе во шок се, замисли. Вака си шетал некој со Золја, Пази, тие што вика, влада и си играл. Човек. Пази, тие што фукале со Золја Да. у влада, не биле терористи и те нападна, а овие што влегоа со фаци не ја даваме Македонија, 27 април, тие се терористи. Без оружје, без ништо. А истите тие новинари... Истите тие што зборува, така. сосема истите. Ама јас се обидам да им влезам во логиката. Се замисли вака, се шета некој вака, се свирка, нели, се шета, се замислуваш сцена вака. Човек весело се шета вака со детенце покрај рака и си носи Золја, нели? И вака ја гледа владата, стрела на кај со Золјава на кај владава и си продолжува со прошетката, нели? Затоа што тоа е весело и фино. Кој е таа свест? Демократски? Како е демократски? Каде во свет со Золји влади се гаѓаат? Ама Меѓутоа никого не не беше само уапсија, тоа. немаше апсење, немаше Апсење сообштение. 10 години после тоа и тоа форензички преку анализа на оружјата дојдоа Што? до расчистување на таа работа. Како расчистување кога нема уапсен, нема име, нема презиме, Мислам дека не имаш. се знае од каде од калето. Некаде- Ние шпекулиравме дека американската амбасада праќа порака, не дека Нема, не американците беше пукале, тогаш уште се градеше. па таман. Има ли Не боље? беше. Не беше. Не. Џо, Види, Џо, што преш Џо? Еве копам. Види, тоа беше незгодна ситуација, Копам знаеш, Кенев. Ај земи малце пињо тамче Форт оф Джулај. Не само тоа, него тоа беше незгодна ситуација, тогаш ти текнува она Дуи беше вон владата. Па Али Ахмети во теревенки со западни амбасадори се закануваше ке почнал повторно со војна. Мене ми се фалеа западни амбасадори да са бајле седеле, пиеле виски со Али, со не знам кого. И на крајот на теревенка во 4 саат заклучувале дека нема да има војна. И се вака ги гледаш сериозни луѓе, а со извинување тресат глупости како да слушаш, не знам, кој Нано Ружи не да го слушаш прилика. Него такви, мислам, и Нано кога сака настапува паметно, меѓутоа како секој паметен интелигентен човек кога браниш глупост, делуваш поглупаво од најголемите глупаци. Така и ова се ти вика, седевме до Сабеле, пиевме виски и Сабеле тоа реши да нема војна, никој такви работи. Меѓутоа, фала Богу, заврши таа епизода. Иако дознавме, гледаш чижми по таванот, едно друго, свашта има по Македонија се уште. Види, ме знаеш долго време, знаеш дека за овие меѓуетнички односи дали ти си ме обвинувал дека сум премногу либерален. И сум, факт. Јас сум еден од ретките, еве, например, кој што не им пречува повеќе јазичност во Македонија, ми пречи двојазичност. Сега сум ја повеќе како тебе. Да. Ја еволуирав. Да, меѓутоа, еве, ќе ти кажам, што ми пречи? Ми пречи, знаеш, кога ја туркаме работата кон двојазичност во Македонија. Ајде да ги направиме сите јазици на заедниците равноправни,
ајде и овие јазици на големи заедници кои што не се во уставот, како на пример црногорците, хрватите, словенците, унгарците оставени од СФРЈ, потоа ги имаме ерменците, русите од белгардејците потекло, пољаците. А зошто да не покажеме Да. проамерикански Една и ширина, проевропски и да да. ставиме да го ставиме англискиот јазик? Англискиот, знаеш ли зашто треба исто така? Затоа што на пример во Скопје, не види, во Скопје, Скопје е веќе меѓународен град. Сега не е да речеме Скопје, Њујорк и Лондон, далеко од тоа. Меѓутоа веќе овдека има луѓе, не дипломати зборуваме, за луѓе од бизнис заедница, од културата и така натаму, кои што овдека живеат, работат, творат и така натаму. Зошто Скопје како еден глобален центар, дури на овие листа на глобални градови, не нема таму алфа, бета, гама, меѓутоа пак не има некаде долу на списокот, како признат меѓународен глобален град, нема зошто еве англискиот да не биде, барем во Скопје, во некое својство официјален, зашто да не? Да се вратиме твојата работа со председателот Иванов. Повели. Значи да, со председателот Иванов бев во 2015 и 2016 година. Во тоа време бев специјален советник за меѓународна политика, за надворешна политика, кај председателот. И потоа заминав во Бразил, како прв македонски резидентен амбасадор. Пред да заминеш во Да, Бразил, да. малку за ова советник par години. Значи ја влетав во една ситуација која што беше така возбудлива. Да, прилично доаѓаше пикот на шарената револуција. Па види, некаде не беше на самиот почеток, меѓутоа при почетокот беше диво насилие. Така. Незгодна ситуација, нормално. Потоа Што незгодна, пострашна, ами. и види, изгубивме 8 луѓе. Значи 8 луѓе, 8 припадници на полицијата и на војската го изгубија својот живот. Ама имавме 8 селфија. Нема везе. Добро? Ке зборуваме и за тоа. Меѓутоа, се сеќам, имавме една бурна епизода исто во тој период, која што во најголем дел канцеларијата на председателот ја правуваше, тоа беше бегалската криза, се сеќаваш. И малце подзаборавивме заради сите овие лудила што ни се случува, промени на име и така натаму. Меѓутоа, бегалската криза беше еден тежок момент за Македонија. Значи, во земја од 2 милиона поминаа милион луѓе за околу 3-4 месеци, без смртен случај, без некој да се разболи да умре, се породија деца за време на бегалскиот бран, сите беа уредно регистрирани од македонската полиција, се уште на некој наш сервер во полицијата ги има податоците на луѓето што влегоа и излегоа од Македонија, нормално. И не само тоа, туку и целата меѓународна активност на председателот во тој момент прилично интензивна се одвиваше преку нашата канцеларија. Јас имав таа среќа, еве, да бидам, сега ќе се насмееш, ама така се вика. Шерпас го вика тоа, значи кога Европската унија има самит на председатели на држави на влади средба, самитот го подготвуваат, ги викаат Шерпас, или самит на англиски значи и врв. Врв. Значи Шерпас е тој што Шерпас е тој што носи куферите добро. И сега искрен да бидам, таму за нас беше голема работа, голема школа. Сега прв пат сме ние во просторијата каде што Европската унија ги усогласува своите ставови. Меѓутоа не бевме во еден од присутни таму на еден од најславните часови на Европската унија, морам да кажам. Прилично себично сите се однесува. Морам да ја потцртам дека мудроста на канцеларката Меркел поранешно. Значи, таја настапуваше од прилика кон сите, како што сега Вучич настапува кон сите од Балканот. Еве гледаш, и Заев, нели, го винуваше за национализам, бил популист, ваков, таков, овој вакцини ни дава. Босанци веќе што не му направи и нив им даде вакцини. Црногорците исто така. Значи, една ширина покажува човекот, знаејќи дека неговата земја е најголема, нели, најмоќна, и дека единствен начин да ја води Србија својата надворешна политика, ако покаже ширина и ако ги третира останатите како ми ишалта ти од самитов? Чекај, се враќам се. Добро. Се враќам се на оваа тема и канцеларката Меркел тука таква ширина покажа сега. Тука гледавме многу председатели премиери како покажуваа некоја сила, некоја моќ, некои принципи и така натаму во една ситуација која тоа не требаше да се прави. Добро е што канцеларкава
настапи како што треба да настапи. Така што тоа беше еден од часовите кои што треба да ги издвојам од таа работа со председателот во тој период и тогаш се разбира беа почетоците на она што подоцна стана шарена револуција. Еден прилично незгоден и непријатен период за македонската историја. Беше ти кога ја донесе одлуката председателот за амнестија? Бев тука, да, се уште бев тука. Ја не успеав. Он ги, да речам, ги замрзна, некако се дистанцираше од мене. Немашме никакви контакти и ден денеска ги немаме. Можеш ли да ми разјасниш малце околу таа ситуација? Тој потек, тој што го направи во тоа ти што знаеш и што мислиш дека можеш да го споделиш. Не да збориш у негово име, тоа што ти си го обзервирал. Не само што не можам да зборувам во негово име, меѓутоа сепак мислам дека ти ке разбереш. Постојат некои функции кои ги објавуваме, што се врзани со професионален однос помеѓу двајца луѓе и однос на доверба, но и со некои степени на тајност на информации со кои што се располага во тој период. Така што знам дека е најлош начин за одговор за тебе како водител, меѓутоа ајде да го оставиме него прв да излезе и да ги разјасни детаљите околу целата таа одлука до најситен детал. Тој остана недокажан за целата работа. Не ја докажа, нигде не ја образложи. Потоа јас ке можам да зборувам. Значи, сепак кога влегуваме во вакви работи, кога сме дел од структура некоја, мора да покажеме една таква основна лојалност. Не треба да се објаснуваш, све ми е јасно. Значи, јас тука ќе ставам таа црта. Јас себе слободно ќе кажам, во мојата професионална политичка кариера, тој е еден од деновите кој што за мене бил најтежок. Кога ја донесе таа одлука? Дури председателот Иванов. Дури дали за него беше? Предпоставувам, ќе оставиме тој да се искаже. Исто, дури ќе ти кажам една работа. Мислам дека дури тоа беше потежок ден за мене од денот кога сам доброволно дадов оставка од вице-премиер. Значи, пази, се повлекуваш од вице-премиер, тоа не е едноставна работа лична да се судри со тоа. Меѓутоа, мислам дека овој ден за мене беше потежок и од тој ден, од причини што импликациите на таа одлука уште во тој момент јас претпоставав дека ќе бидат за Македонија далекусежни, како што се покаже дека се. Океј, бидејќи се уште не можеме да стигнеме до твоето амбасадорствување, тогаш да останеме малце на оваа одлука, она што е општо. За ова можеш да коментираш. Имено, председателот Иванов донесува одлука да ги амнестира сите учесници кои беа обвинети од сите страни обвинети во тие нелегално прислушкувани материјали кои беа јавно објавени, а кои меѓународната заедница ги поддржа, иако беа надвор од законот, надвор од било каква легислатива, но беа потребни во тој момент во општеството да се направи промена, поточно да се струши ВМРО, сега да не карикираме. Но има една работа која сега таа последица и мислам дека некои луѓе, па дури од калето, се избрзаа тогаш во собственото правење кариера да се покажат што и како, дека завршиле работа или целта ги оправдува средствата, што оваа година започнува голем процес, а меѓународните институции, меѓународните судови велат и тврдат дека еднаш донесена амнестија, бидејќи откако ја донесе амнестијата под меѓународен притисок, страшен. За тоа можам слободно да кажем. Онија повлече. Страшен меѓународен. Но тоа покажа една огромна... И страшна координација на тој меѓународен процес. Океј. Сега таа страшна координација, бидејќи вие не сте биле во можност нити да се повлечете, или не сте ни знаеле, дека еднаш донесена амнестија од страна на било кој председател, во било која земја на планетава, земја, не може да се повлече. Види. Значи, дадената амнестија важи. Господинот Иванов, председателот Иванов, Трамп, Бели, Марсовци, Танос не може да ја поништи. Значи, правната тежина на таа одлука не може да се поништи после тоа. Како и тебе. Затоа што јас сум политолог, не сум правник. Значи, но како и тебе, само ти кажам, уште ова. Еднаш дадени стекнати права не можат да се одземат. Па тоа е целата работа. Не постои ваков преседан во судството. Значи, сега. Ајде вака. Овие што се осудени и уапсени. Она што можам да го кажем. До година ќе бидат на слобода. Ете тоа ти кажам. Јас мислам дека да употребиме една
историска паралела, еве. Јас мислам дека тогаш председателот се обида да го пресече Гордиевиот јазол. Не, све ми е јасно. Во Со смисол, најдобра намера. намерата беше следна. Све ми Се беше забележа- јасно. Се До забележа граѓанска војна бевме дојдени, он сакаше да спречи. не, едно тоа што бевме граѓанска војна, меѓутоа се забележа дека определени структури околу СДСМ пред се Заев и една поголема структура околу ВМРО, околу тогашниот премиер Груевски, заради тежината, пак друга дамокловиот мач над глава што им висеше со овие работи, можеа да донесат, како што потоа се случи, трагични одлуки за еднината на Македонија. Читај Преспански договор. Читај договор со Бугарија. Така, да се спречи ваков развој на настаните, председателот ја повлече таа одлука, со тоа што, еве сега и тоа можам да го кажам, имаше еден подтекст таа одлука. Значи, еве, работа што не сум ја кажал порано, ја бев овластен од председателот во моите дипломатски контакти и тука во Скопје со дипломатската заедница, но и со контактите во канцелариите на председателите и на премиерите на земјите од западниот свет и од глобалната заедница, да брифирам дека одлуката на председателот не значи само амнестија, него истовремено значи и крај на политичката кариера на сите оние кои што се амнестирани. Зошто беше тоа целта? Затоа што се врти страницата и политиката во Македонија почнува од ново, со нови луѓе, неоптеретени со разноразни закани, со разноразни уцени и луѓе кои што не влегле во некакви си сделки со Мефистофел да си ја продадат душата. Значи, еве, ова е една работа кај тебе во емисија прв пат ја кажуваме. Значи, не беше само амнестија пер се. Да, амнестија во смисол дека, еве, таа тензија што доаѓаше до граѓанска војна ја смируваме, но истовремено да може Македонија да почне со бел лист. Great reset. Да, Great reset. Како и тоа не заврши, и тоа така трагично заврши. Значи, тоа беше идејата. За жал, од неколку центри на моќ глобални кои што овдека имаат играчи ја прочитаа идејата. Тоа имаше определен живот, некаде неколку часа, некаде неколку дена, меѓутоа многу брзо, за жал, не сакаше никој да се откаже од создадената ситуација и од инструментот што им стоеше во рака на располагање, наречен Зоран Заев, кој што требаше да дојде до некој стратегиски пресврт, односно промена на името на Македонија. Македонија беше жртва за една голема игра. Мислиш ли дека Иванов има добра причина зошто не излегува во јавност и да ги разјасни овие денови? Јас друго мислам, знаеш, има една работа која што носител на врвна функција, председател или премиер, ја должи на својот народ и на своите наследници. Која е таа работа? Кога ти ќе го отслужиш своето, во тој момент треба да се тргнеш и да им дадеш на овие наследнициве да ја кројат политиката како што тие сметаат дека треба да ја кројат. Во случајот на председателите им се одолжуваме и на друг начин, или имаат кабинет каде што тие пишуваат мемуари, имаат и така натаму, нели? Имаат друга активност. Така што види, сметам дека во своите мемуари тој треба да посвети една големо објаснување во врска со ова. Предпоставам дека утре заутре ќе има луѓе ќе пишуваат докторати по историја, по политички науки, по едно по друго, дека и таму ќе остави трага. Но се согласувам со тебе. Еве, можеби чека да пројде еден период кога веќе емоциите ќе се разладат. Се обидувам да исцедам од тебе. Не викам, релативно е млад. Се обидувам да исцедам од тебе. Што? Дали се уште е он под притисок на тие центри? Дали он има добра причина, да сега... Да беше под притисок на тие центри, тој ќе ги подпишеше актите на предавството околу Преспа. Не го направи тоа. Сметаш дека, еве, сите што беа под притисок на тие центри,
Може да бидам крајно Ајде, непрофесионален? Биди. Може да заклучам чисто навивачки дека Слободно. Иванов беше најдобриот председател во историјата на Македонија? Јас затоа што сум работел за него, ако кажам една ваква работа, ќе ме обвинат дека сум Не ми е пристрасен. гајле што ќе те обвинат. Значи, стварно немам намера да се секирам и за тебе, ако некој те обвини, Да. знаеш. Види, јас нормално дека тоа го Не ме мислам. интересира дали Да. ти нормално го Добро. мислиш или не. Меѓутоа, ако Ја го кажам кажувам тоа, ова и да. ти ставам зборови во Да, уста. согласен. Затоа ти реков Да. непрофесионално. Не можам да не се согласам. Yes or no? Да, но Толку. пак ќе ти кажам, но Како no бе? но својот суд конечен треба да го даде историјата преку луѓе кои што немале непосреден однос со него, непосреден контакт со него и така натаму. Историјата ја пишуваат победниците, а не реално. Ама не е баш така, види. Како не е Понекој- така? види. Уште читаме Ама секој, британска види. историја за Египет. Види, немој, молим те. секоја генерација ја препрочитува историјата, знаеш? Да, не гледам дека се изменува. Уште египтјаните се некакви примитивци. Види. Британската цивилизација се уште не е ни на половина, на третина пат од она што Египет го постигнала како цивилизација. Немој приказки за историја да ми кажеш, стварно тешко ќе ја купам јас. Но имаш право за тој стат. Зошто у Бразил отиде? Па затоа што имав шанса да ја реализирам својата кариера. Знаеш ти дека јас сум политолог, сум специализиран меѓународни односи во Скопје, сум магистрирал на меѓународни односи во Америка, сум работел во МНР и како дел од професионалниот кадар. Значи, политолог не се реализира како директор на компанија или како директор на Ја не театар. викам зошто си бил амбасадор, зошто во Бразил, зошто не Зошто отиде во Бразил? Да. Види, од една најсовршено добра причина. Во тој момент имаше ли поинтересно место за еден македонски дипломат од тоа да отвара цел континент за македонска дипломатија и да ја отвара во тој момент, јас се отварав 132-та амбасада во Бразил, сега има 145. Бразилија и тогаш и сега е пети дипломатски центар во светот. Од Бразилија 90 земји, вклучително и Македонија, го покриваат целиот континент. Бразил представува 4 до 7% од македонската трговија. Знаеш колку е тоа многу? Во трговска размена зборуваме, така? Целиот континент исто така стига понекогаш и повисоки степени. Таа земја е земјоделска велесила на планетава. Таа земја е членка на БРИКС, членка на Г20. Таа земја е и фудбалска велесила, знам дека ја и ти сме по фудбалот, го сакаме и таа работа. Не само тоа, туку на целиот тој континент има македонски заедници кои што за жал ја имаат изгубено врската со матицата и тоа е исто така една интересна приказна да се поврзеш со нив, да воспоставиш оваа. Ти бараше да идеш во Бразил? Па види, имавме ние шанса за избор како нели на апликациите за амбасадори тогаш ти текнува, тогаш беа формализирани па сите критикуваа. Имаше формализирана апликација каде мислиме да одиме и јас во мојата апликација од трите земји што ги посушив беа Германија, Турција и Бразил. За Бразил објаснувам зошто е тоа интересно, затоа што е голем центар и не само билатерален, туку види, Бразил е една, ја викаат како неофицијалната шеста земја членка на Советот за безбедност на Обединените нации. Ние до тогаш немавме амбасадор. Ние до тогаш немавме амбасада во Латинска Америка, што е за Македонија една голема фалинка, токму од овие причини. Значи, присуството во Бразил... Но и после тебе немаме. Не, имаме амбасада, како немаме. Сега имаме амбасадор со дипломат, во моментов се бира амбасадор, се бира амбасадор. И од она што го слушам, најверојатно ќе биде одредот на професионалците внатре во министерството. Слушам некои интересни кандидати, меѓу кои што луѓе кои што знаат, ја познаваат економската тематика, во моментов со оваа криза светска, посебно околу храната. Нас ни треба во Бразил, условно кажано дипломат, но амбасадор чигрица кој што ќе знае да се снајде и кој што ќе знае и околу прехранбените производи од Бразил, месото највеќе, нешто знам дека Аргентина и Бразил се најголемите снабдувачи со месо во светот. Но од Аргентина Аргентина имаме и оваа пшеницата која што доаѓа во зимско време, нели, зашто тогаш контра е климава. Аргентина е еден голем извозник на пшеница.
и производи рибини од таму ни стигаат и други нешта. Меѓутоа, пази, во една ваква ситуација, во една ваква глобална криза, значи мора да се државата да осигура храната. Значи Бразил е огромен извозник на сточна храна, што нам не е потребна нели за добиточниот фонд, и за храна за луѓе нели на крајот на краиштата, и за протеини од животинско потекло. Се не знам, тоа е не знам дали знаеш, политички коректно не вика месо, него протеини од животинско потекло. Брнијарење, калифорнијски црви. Кажи ми, спомна една интересна тема што по дефолт е поврзана со телевизијава и би те замолил да ми објасни, ме интересира за нашата диаспора во Јужна Америка. Значи во Јужна Америка, колку имаме ние, каде имаме? Тешко е да Ама не ми ставај рамки, кажи ми што знаеш. Слободно значи, ја те замолувам да шпекулираш. За бројката не можам да шпекулирам и неблагодарно е затоа што интегрирани се. Значи имало 3 брана на емиграција кон Латинска Америка. Првиот бран е во Турско, па меѓу двете светски војни, па по Втората светска војна некаде до 70-тите. И последниот, фактички еве четврти бран да го наречеме од нашите генерации, нели знаеш дека имавме ние професионалци од разноразни области. Филе е таму. Покрај тоа што Уствари беше се врати. Беше Меѓутоа покрај што се расеа по целиот свет, ги има и во глобалните центри, како на пример во Сао Пауло, во Буенос Ајрес, во Сантјаго и така натаму. Има ли таму македонски пасоши? Македонски пасоши има, дел од нив се со пасоши луѓево. Македонците збориме за поединци или збориме поединци. Значи не збориме за заедници. Не, заедници како заедници можеме да означиме две точки каде што има некаков живот во Бразил. Тоа е Сао Пауло и доле Порто Алегре на југот. Дали постои македонски центар за култура каде има? Нема. Тоа значи нема. Имаме значи, доле, нема. сме имале доле во Аргентина доскоро. Сега има на 2-3 места еден заеднички како балкански центар, да речеме, каде што сите балканци се под еден кров, ако можеме така да го наречеме. И трагично е тоа, види, во Аргентина во 40-тите години, пред да е формирана Македонија, 2 дневни вестника излегувале на македонски јазик. Затоа што, пази, на времето нашиве која викале, одиме за Америка. Америка е било далјаска до Патагонија. Се влегувало преку 2 пристаништа, Њујорк и Буенос Ајрес. Значи, одиш таму и работиш. Се, интелектуалци од овдека не оделе, главно оделе земјоделско население, кое што работело во градежништвото, а во Латинска Америка, зашто во тој период, посебно во Аргентина, е населувањето на овој југот на Аргентина, така? давана е земја. И сега замисли, во Аргентина главно знам се доаѓање од југот, од Охридско, Струшко, Ресенско. Типична македонска приказ, нели? Тука се караат тројца браќа за корија од 10 квадрати, корија со 5 дрва, 10 квадрати. Доаѓа во Аргентина, добива, вика, еве ти 40 хектари, вика. И замисли што било за него 40 хектари кога ќе кажат како земја, само насели се. Сега нормално ти не се населуваш на Менхетен, што би рекле, нели? Тука во некој не дојде. Ама и не било див запад, колку толку цивилизирана земја. Секогаш била Аргентина. Види, сите овие земји се цивилизирани и сите се наоѓаат на... Види, не можеш да ги класифицираш. Го гледаш истовремено и првиот свет, и вториот свет, и третиот свет смешани. Воедно, да. И гледаш и врвна наука, гледаш и фавели. Гледаш, например, и врвна култура, гледаш и наслаби кај што има проблем со безбедност, нели? И сето тоа е еден амалгам воедно, за разлика од Соединетите американски држави кои што уште се види и покрај тоа што велиме дека Америка е нели melting pot, нели котле за мешање и така натаму. Верувај дека вие доле, посебно Бразил, се далеку поголемо котле. Например, за разлика од Америка, каде што кога одиш во овие сиромашниве наслови, гледаш дека се етничко расно поделени, нели црнечко гето, бело, латиноамериканско и така натаму, дури имаш остатоци од заедници, имаш например, полско брдо, знаеш дека има, тука пољаци имало. Македонците се нели околу 14-тата милја во Детройт, кажи ги де. Ваму не. Ваму во фавелите сите се браќи и сестри, обединети бои на Бенетон. Гледаш луѓе со сите можни смешани бои на кожа, на лице, на едно на друго. Дури најголема јапонска заедница надвор од Јапонија е во Бразил, ако ти се верува. Не ми се верува. И за разлика од другите јапонски, Либердаџи се вика слобода во Сао Пауло, нивната наслоба, јапонската, меѓутоа за разлика, види, јапонците се малце проблематични во однос на мешањето во цел свет. Прилично се држат до своето, нели? Не и во Бразил. Во Бразил јапонците со се смешале буквално.
И можеш да видиш, на пример, така некои чудни расни мешавини, вела дека најскап пасош на црниот пазар е бразилскиот, затоа што вика, ајде вика расно профилира бразилец. Нели, ти се појавува некој со пасош и со слика. На сликата Имаш плав човек со плави Да, очи еве. и имаш црнец тотално. Да, еве не можеш шведски да- пасош, очекуваш како изгледа, нели? Да, Или македонски пасош. Бразилски. Ајде бразилски пасош. Или аргентински па. Не, Аргентина е бело. Бел. Аргентина е Зошто е Аргентина бела и зошто види, затоа што види. прилично ариевците отидоа таму и Па не е така, пребегаја види, и зошто тоа е, отидол- тоа е еден голем стереотип. Добро? И страшен мит е. Значи, Аргентина е бела заради развојот низин. За разлика од Бразил, кој што е земја каде што имале оние големи плантажи, и не само тоа, Бразил е последна земја што го укинува робството 1881 година. Доле на југот тоа не заживеало. Значи, од секојаш биле бели. Исто така направена еден голем греф кон индијанците во Аргентина и во Уругвај. Тие се, ајде да кажеме, на не толку цивилизиран начин. Како се нарекуваат native јужноамериканците? Како мислиш? Па нели, Па например, види ги викаат индидженус, нели, како indigenous. Нели, има племиња кои се познати, нели ги знаеме, апачи, кочис, во многу, не види. Тука се види. Дали имаат некои Па види, како се прво нарекуваат ги имаш, себе си? Например, во знаеме, Перу ги нели, имаш инките, нели, и во Боливија, да. Да, ама не постојат више инки. Како не постојат? Постојат инките, Постојат, се уште нивни Да, наследници. не само тоа, туку во Боливија гледаш Не, доминантно мислев население на такво. маите, на толтети, Тие се они во Централна исчезна. Америка, не. Тие исчезна. Не бе и да. тие се тука? Тие се во Толтеци и Централна маи Америка. не, Не, исчезна види, како цивилизација. нивните наследници, како и цивилизација, се исчезнати, така? Меѓутоа, нивните наследници се наоѓаат на југот на Мексико и во земјите од Имаат ли Централна они Америка. свест за себе, кои се и својата култура ја Види, одржуваат? идентитетот. Или тоа е све у манџата сварено? Ајде вака да ти кажам, на пример, еден впечаток мене ми го остави кога бев во Перу, во посета на Лима, и нормално во еден дел те интересира да видиш култура и така натаму. Влегуваме со една жена водич која што очигледно беше од домородните, нели, перуанци, така да наречеме, и ни покажува во главната катедрала во Лима еден гробот на Писаро. И вика, ова е нашиот предок. Се гледаш Писаро, што е се, добро, окей. Одиме понатаму мавзолеи на Тупак Амару и мавзолеи на овој последниот Тупамаросите. Да, Тупак не. Тупак Амару бил еден од царевите нивни. Ти знам, имаше терористичка Ќе збори, организација. ако сакаш за тоа ќе зборуваме, Не, да. нема проблем. Меѓутоа, за овие императорите на инките и вика ова е мојот предок. И сега ние прашуваме, чекај малце се. Се и овој ти е предок, и овој ти е предок, па вика тоа е Перу. Перу е вика миксот од домородното и од дојденото од Европа. Значи тие така си го замислуваат својот идентитет таму. Така и Бразил го замислува својот идентитет како многу слоен. Значи и делов од Европа наследен, и делот што е домородниот, и црнечките култури. Например, не знам дали знаеш, повеќе од половина од бразилците имаат некое црно потекло, од африканско потекло. Да. И не само тоа, туку замисли колку биле многу робови таму, кога цели култови до ден денес преживеале и се синкретизирале со католичката црква. Значи имаш овие многобошките верувања што се нивниве, се уште на некој начин се негуваат. А некој микс помеѓу христијанство и чуден микс, многобоштво, така. Да. И нивната традиција. Сега има наплив на овие протестантските цркви, тоа малку внесува некој радикализам кој што е лош, да речеме. Протестантите не ги сакаат тие остатоци од паганството, дури се однесуваат малку премногу насловно околу тоа. Меѓутоа види, Бразил е Бразил. Бразил е премногу хаотичен, велат зашто нивната диктатура не била толку лоша колку аргентинската диктатура и колку чилијанската диктатура. Затоа што постојано било некоја гужва на врвот. Немало еден силен човек, постојано имало некое движење, некое раздвижување, знаеш. Не дека немало Како диктатура. ти се чувствуваше како европеец во Јужна Америка? Види, Како те гледа повеќе како амбасадор, па тука имаше некој респект или како воопшто? Не можеш да избегаш од улогата. Значи амбасадор нема слободно време. Значи амбасадор е постојано амбасадор.
Меѓутоа, како се чувствува прилично, да речем, комотно, затоа што тие земји на културолошки не се толку различни од земјите од Европа и земјите од Северна Америка. Ако ми дозволиш да ти кажам Слободно. зашто го поставувам ова прашање. Например, имав еден разговор, не можам Филе да го фатам у мрежа, знаеш. да. Но Филе имаше интересно. Филе знаеш дека Да, е знам. љубеник во Аргентина, Знам. он живее, он да може аргентинец да се пише и така натаму, Да. и фудбал и сето тоа. Ми каже за кратко негово патешествие, на кратко само да кажам, иде во Чиле. И во Чиле седи неколку дена, или што ти ја знам, му снемуваат пари, го замолува локалниот собственик на ресторан да работи кај него. Вика, што да работиш? Вика, да мијам садови. Вика, бегај бе, вика. Како, вика, молим те, вика, еве, знаеш, бара работна сила. Вика, молим те, вика, можеш ли, вика, да издржиш уште една недела, иди, вика, на скратен курс за да го научиш јазикот. Може. Ајде. И вика, идам, доаѓам, ово, стварно, вика, се потрудив, ми беше стало. Се парафразирам она што Филе ми го каже. Доаѓам, вика, добро, окей. Повели клучеите, ти си, вика, шеф и менаџер на ресторанот. Како е, вика, па нели за садови? Не, вика. Ја, вика, ќе ме осудат моите гости ако човек од Европа мие садови кај мене. Не, добро. И вика, Добро, значи неговата перцепција сакаше да каже дека луѓето од Европа ги гледаат како луѓе од култура, од цивилизација и со многу респект. Тоа е неговиот впечаток. Затоа и некако ти постави Зависи од круговите сега, како ти Добро, кажам. значи не е баш така. Нема едно место, има повеќе места. Знаеш ли кој таму има едно место во Уругвај, се вика Пунта дел Есте. Тоа место е како што е Мајами Бич горе Немој такви срамотни во Америка за американците, така е Пунта дел Есте за цела Латинска Америка. И знаеш кој држи таму еден прилично извикан ресторан и сега е господин човек таму. Не, кој? Можете Мане што го држеше Старска католичка црква, ти текнува? Не. Како бе генерација ние? Мане. Ке ти текне сигурно добро. Не е битно. Меѓутоа многу алкохол изгореле. Изгореле рам меморијата. Меѓу другото во Старост, што викаш да. Отишло тоа многу. Добро. Па баш ми е драго што е тоа така, обично тоа слушаме во Флорида наш. Не, види, знаеш зошто, знаеш ова ли што или е? оне, али драго ми е кога ќе чујам дека наши не само да кажам, знаеш ли што е проблемот зошто тој свет за нас е релативно непознат заради јазичната бариера. За жал, ние македонците ние англиски не знаеме, не па добро, меѓутоа пак англискиот таму е шпанскиот и португалскиот. Да. И сега види, таму за да работиш можеш да ги зборуваш и двата. Инаку немаш можност за работа. Така, јасно. Да. Кажи ми, беше голем тие години, да речем, помеѓу 2010-2020, готово е со Америка, готово е со Европа, БРИКС, Индија, Бразил, искачаат ваму таму. Од сето тоа само видовме дека Кина го достигна врвот, а овие земји малце закаска во целата работа. И така е, дали и не ме е разбираш? така. Да, те разбирам што сакаш да кажеш. Добро, ајде, пресечи ме во мислите. И така е и не е така, значи не може никој да каже, на пример, дека Бразил, Индија, еве и Русија, дека не се светски фактори. Јужна Америка, знаеш, малку е премала. Таа е ставена како представник на Африка во целата таа е најразвиена земја од Африка. Меѓутоа они се 50 на милиона. Кој? Јужна Афричка република ше. Јар го спомнуваш. Не, па нели БРИКС, тоа е Саут Африка, така? Саут Африка, добро. Меѓутоа овие се джинови и не само од сега, од секогаш биле. Во меѓувреме, на пример, за време на претседателот Лула, не знам дали знаеш, они го имаат целосно елиминирано гладот во Бразил и околу 40 милиона луѓе од релативна сиромашнија се издигнати во нешто се вика средна класа. За кој години збориш? Зборам за од 2002 до 2016 отприлика во тој период. И види, тоа што ги врзува БРИКС во моментов е само една точка. Они бараат редефинирање на светскиот финансиски поредок. Политички се многу различни земји. Значи, политички да ги споиш Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужноафричката република, тешко е. Например, немаат исти геостратешки и геополитички интереси. Еве, например, една работа. Тоа Русија и Кина се членки на Совет за безбедност.
Бразил и Индија сакаат да бидат. И Добро. сега тука има тензија, нели? Што е идејата на Јужна Америка? Например, Во кој Кина, смисол? Кина тежне, Русија знаеме што е и како е. Види. Кина очигледно не треба ни дури да се анализира. Она знае дека со Западот не може да се такмичи и дека не може на мускули, но затоа може на економија. И целата економија светска ја привлече кај себе. И она, и да не прави ништо, она ќе расте и на мускули, и интелектуално, и економски и така натаму. Што е идејата на Бразил, на Јужна Америка? Види, воопшто? Бразил е земја која Бразил за себе вели точно Сега, тоа. дали ти е јасно што сакам да ми одговориш? Бразил за себе вели дека е земја која што нема проблеми со никого и факт е тоа. Значи Бразил, сите земји му се пријатели на Бразил, условно кажано. Тоа е едно. Второ, оно што го кажа на почетокот. Земјоделски джин велесила. Бразил го храни светот. Во секој поглед. Исто така брзо растечка економија. Во делот на овие стартапови, не знам дали знаеш. Не знам. Сао зборам. Пауло е центар, сличен на Силиконска долина, сличен на Шангај. Свашта се случува таму во Сао Пауло. Буенос Ајрес малце помал, факт е тоа, помала земја и така натаму, меѓутоа види овие се значаен центар во тој дел. Исто така земја која што нема што не произведува. Embraer го знаеш, една од водечките светски компании. Да, ама истото Земја можеш со да го вселенска кажеш, програма. све ова што Да. ми го кажеш, значи све истото важи за Кина. Ама Кина доминира во Не, светот. факт, ама види, па не можеш да избегаш прво популацијата на Кина, хомогеноста на популацијата на Кина. И... А тој е голем фактор исто, значи како овдека не е е, бе, види? овој melting pot, но кон што води? Кон што тежниат? Што има Види, идеологијата? Бразил тежна е да се валоризира неговото место во светската политика и во економија и ми се чини дека како еден грал нивни е да станат шеста земја членка на Советот за безбедност. Представник на глобалниот југ. Значи од екваторот подолу, единствена земја тие така била што заслужува да биде член на Советот за безбедност е Бразил. Дури има една приказна историска, не знам дали знаеш. Бразил неверојатно требал да биде во групата, меѓутоа и Рузвелт го планирал Бразил во групата. Бразил меѓу другото учествува во Втората светска војна со еден експедиционен корпус во Италија од страна на сојузниците. Меѓутоа во тоа прередување на картите Потсдам, веќе кога доаѓа Труман, Бразил го губи тоа место во како постојана земја членка на Советот за безбедност. Меѓутоа како некоја компензација и ден денес, кога почнува Генералното собрание на Советот за безбедност, прв настапува бразилскиот председател секогаш. Овакво. Дај му на малиот лижавче и нека каже два збора. Добро. Кажи ми, дали како мисла тоа да го постигнат? Кина го постигнува со економија, Русија со енергенција. Со економија и со култура. Значи Бразил е голем економски джин, но исто така и културен джин. Бразил е извозник на култура. Со култура не можеш да се наметнеш на светот, може само добар пиар да ти биде. Каде се во економијата, во развојтокот на вооружувањето? Овој свет, оваа западна цивилизација разбира само сила, мускул. Види, значи ова се работи кои што се сега, значи влегуваме во осетливи области за секоја земја, кога зборуваме за одбрана и така натаму. Што да не има сега црвена точка да не се појави овде ако пушиш. Меѓутоа види, тие имаат направена голема политика, тие имале долго време еден голем ривал таму, Аргентина се вика ривалот. Двете земји кои се демократизираат во 80-тите години, решаваат дека ќе се изврзат взаемно со цел веќе да немаат никакви проблемчиња и конфликти. Ова изврзување заедно на Бразил и на Аргентина нив им возможи меѓу другото да ги преориентираат своите ресурси на друго место. Бразил, како и секоја земја, има паранои некои своји. Например, една од параноите на Бразил е тие мислат дека постои некој глобален план таму некаде, некој конспирација да им го земат Амазон. Дури ми беше чудно, Алгор не го сака, нели Алгор беше енвиронменталист, зошто? За тоа е план да ни го земат Бразил. Ова е Амазон. Како бе ќе ви го земат Амазон? Не знаеш ти. Добро. Па види, како што Панама се изгуби и стана американска иако уломи, така што на пат сме види, ова е преголемо, знаеш, ова е знаеш дека она толку... ме интересира. Велиш дека е индустријски, дека е земјоделски джин Бразил. Да, има индустрија голема. Значи, според земјоделско по извозот тоа е месото,
Тоа Не е само житариците. житарките, Ама не, житарките, пченицата е главно јужното овршје. Не, се. Например, еве, ми текнува, јас кога заминував таму и тоа беше еден период, затоа почнати со Иванов и така натаму, шарената револуција, секој од нас кој што условно кажано беше од другата страна, беше на мета. И не бев само, не само ја на мета, него и Бразил. Зошто ни амбасада у Бразил, вака, така, онака. И некој си таму познат и признат амбасадор македонски седна и напиша колумна, огромна, демек, зошто јас сум барал инвестиции од Бразил да доаѓаат у Македонија, индустријски, зошто наместо тоа не сум се трудил да најдам пласман за македонските лубеници. И сега сум слушнал за тоа име на тој амбасадор, викам, добро, човеков може нешто пишува паметно, ајде да видам ја. Кога гледам, Светска трговска организација, еден од најголеми производители на лубеници и извозници во свет, Бразил. Види. И сега види. Слушај, види. Само да знаеш, нема нешто на земјинава топка што се произведува од земјоделие, што Бразил го нема. А што увезуваат? Па види, увезуваат шпекулирај, нема технологија. Значи, немаат технолошки развој. Каде се тогаш, каде се највисока технологија? Пусти ме да ти поставам, знам дека многу зборам, ама морам да ти поставам прашање за да те насочам. Веќе саат време збориме, треба да дојдеме и до други теми. Имено, каде се они индустријски? По што можеш да ја препознаеш Бразил како индустрија? Значи, зборам индустрија, технолошки. Што е она што они произведуваат? Например, Бразил имаше, што ми е тезата, они треба да тргнат многу силно во автомобилската индустрија. Ќе ти кажеме за тоа, добро. Ајде повеќе. Значи, автомобилската индустрија, они немаат нивни бренд. Сега ќе се фатиш на мојот збор или ќе фатиш општо? Не, све. Индустрија. Они немаат бразилски бренд на... Немаат. Но, нема бренд што нема своја фабрика во Бразил. Нема. Понатаму во делот на производство на автобуси. Дел од автобускиве компании. Што мене ми значи овој податок? Понатаму Embraer, го знаеш, Embraer си чул. Како што е Boeing и Airbus и они се големи. Ама добро, не разбирам што ми значи. Тоа исто како да ми каже, BMW, Tesla се произведува и у Кина. BMW се произведува и у Кина. Range Rover се произведува и у Кина. Да, знаеш ли кој екосистем се развива околу екосистем индустријски се развива околу една производна единица. Немој не бе да само звучи ова. Него, знаеш ли што има околу тоа? Не знам. Види, една фабрика за автомобили, околу себе има стотици, 200 производители на делови, на едно друго. Тоа го имаме и ние овдека во Македонија. Меѓутоа, дел од овие производители бразилски се и глобални имиња. Например, имаат едни за бандаши, кои што Македонија од 2014 година ги бркаше да дојат овдека, затоа што тие произведуваат бандаши и за овие големи Мерцедеси и така натаму. Све ова ситна боранија што го правиме ситна боранија се замисли некој да ти дојде во Македонија да ти направи фабрика за 1000 души што ќе вработува. Замисли вие што и кажав автомобилски компании за автобуси бразилски. Да дојде некој Македонија. Колку е просечна плата у Бразил? Зависи повторно од... Немој со зависи. Абе шпекулирај ми. Не ти шпекулирам, не сакам да шпекулирам, знаеш, онака од причини што имаат разлика. GDP per capita им е некаде околу $15,000 по глава е. Добро. Нас поголем, повисок. Повисок. Да. Просечна плата колку е? Просечна плата, бе, види, стратифицирано општество е. Токму заради тоа, знаеш, не сакам да ти го кажам. Ништо нема да ти кажам. Не бе, Јанко, ако ти кажам што е просечна плата, не ти значи ништо податоков. Имаш океан на сиромаштија, имаш средна класа што живее подобро од американската средна класа и имаш врвна класа како што во цел свет не ја не гледаш. Ме разбираш? И сега како тоа да го сведам на една бројка? Како? Како у Македонија, кој ќе кажеш дека просечна плата е 18.000 денари. Разликите се многу поголеми. Добро, колку е минимална плата? Добро, минимална плата во Бразил околу $1,000. Ева. $1,000? Да. Месечно? Да, бе. Американски? Да. Тоа е добар стандард, значи имаат добар стандард, колку толку. Да. И покрај таа сиромаштија. Да. Како успеваат тоа да го постигнат? Тоа е има економија, заради извозот. И заради извозот и затоа што има внатрешна економија, ова што ти кажав целосно. Нема индустрија што нема таму во таа земја. Они идат претежно на извоз на готови производи, на полупроизводи, на земјоделски производи. Ако те се верува, се извезуваат. Извезуваат, на пример, и готови портокали, извезуваат и пулпа, извезуваат и готов сок. Ева, на пример. Грозје.
од трпезно грозје до врвни вина. Да не збориме за кафето, затоа што кафето е 7 плафона сега. За кафето имаат проблем, сега ќе ти кажам што е проблемот. Проблемот е што дури сега открија дека и тие може да извезуваат капсули. Затоа што знаеш, капсуливе ги правеа швајцарциве. Огнен и пламен, Несле. Да. А овие репроматеријалот ги извезуваат. Така. Сега почна и они се да научија влегуваат во тоа. Понатаму, индустрија на обувки, например. Знаеш дека се еден од најголемите, нормално, на таа индустрија на месо има кожа, така. И извезуваа многу кожа во светот. Сега почна некои брендови вака да се јавуваат на нивни чевли. Добро, имаат ли интерес они експанзија да прават да се шират низ светот? Види, експанзијата кај нивна со економската криза. Затоа што од друга страна цело време ова што сваќам низ муабетов е дека доаѓаат компании заради ефтина работна сила во Бразил, таму да произведуваат, таму да земаат и така натаму. Но дали една економска сила почнува и ја гледаме кога почнува веќе да инвестира во други земји. И Бразил инвестира во други земји, например Бразил многу инвестира во Европската унија. За жал огромен дел од нивните инвестиции одат преку Португалија заради јазикот, нели? Меѓутоа бараат и други локации, како например За што инвестиции? Па ева автобусите ги кажав, например. Имаат една доле еден голем автобуски сектор. Понатаму овие што ти реков мали и средни предпријатија што се во ланецот на автомобилската индустрија, тоа тие исто така имаат глобално присуство. Сакаат секаде да ги лоцираат своите. Оти не сум го приметил, знаеш, ретко можеме да видиме во Европа дека се појавуваат, па ме интересираше. Исто и финални производи бразилски не можеш да видиш во маркети, па дури у Франција, у Португалија, у Шпанија, у Германија, а камоли кај нас. Значи не се присутни толку на пазарот. Делумно затоа што се и затворена економија, имаат високи царини, знаеш, онака, и тоа невозможува влез на производи од странство во Бразил. Меѓутоа па си самодоволна економија, огромен пазар за сами по себе. Значи не се така баш демократски отворени како Не е тоа демократија, значи демократска може да биде земја економски отворена. отворена. Многу е проблем да увезеш ти странски автомобил во Бразил. Страшен. Меѓутоа Па тоа не е во ред? А зашто? Еве јас се ставам во ситуација на политичар бразилски. Зошто јас работни места да ги губам затоа што во Германија? А зошто се будали Германија, Франција, Британија, Русија, не знам Кина и така натаму кои дозволуваат народот што сака да си купи, кај сака да си купи? Добро види. Јас го разбирам и таа затворена. Разбирам Србија да си затвори затоа што има. Не, Србија не може, мала е. Овие се доволно големи да може. Има застава Крагуева, знаеш што. Овие се доволно големи да се приуштат некои такви работи. Види, и тоа е дебата во економијата која што секогаш трае. Дали да затвориш, дали да отвориш. Добро, повели. Фала ти вака за една слика да стекнеме за Бразил, оти ретко може да се... Не е доволна, знаеш, не е доволна. Само загребавме вака на површината, ништо. Да, ама ретко имаш прилика па и со кого да го направиш, еве еден сад, на брзо уфрлање еден во друг, колку толку да се исцедат барем по зборови на нешто. Имено се враќаш овдека, те нема некоја година, но еве сега почнуваш се повеќе и повеќе да се појавуваш во јавност во смисла не дека претходно те немало, него се некако акцент добиваш со твоите анализи за случувањата во Македонија. Имено прилично бурен период преживуваме. Само да сумирам у неколку збора. Имавме значи рушење на база на Трач Муабет, срушивме една власт за да идеме во НАТО и во Европа. Преспански договор направивме. Медот почна да тече, млекото уште го чекаме, но како последица на тоа ни се случи бугарскиот договор и вето сега тоа да сега најголемите зборам за Ордановски, зборам за Јовановски, кој како беше она датум за преговори ќе има, готово е све, да сега се појавуваат у последниот месец, треба да заборавиме на сонот за Европа. Што е уште една приказна дека малце ќе се игра, бидејќи еве денеска владата е на состанок со американците за специјалниот Утре. Што малце мене пак ми мирисе на таа теза Македонија-Панама, каде што ја правам споредбата. Имено една анализа политички, сите овие промашувања за овие години што ги имаме. Може да почнеме од последново, само после ќе идеме по сеопфатно.
Значи, кога не си дел, нели, кога немаш директна одговорност во политиката, тогаш можеш да си дозволиш слобода и да даваш малце по искрени и по жестоки оценки. Опозиција Не е само опозиција, види. Види, може да ги симпатизираш и тие што се на власта, меѓутоа ако не си дел од таа структура што ја обавува власта, пак имаш слобода поголема, нели? Но, да се вратиме на ова. Ке имаат шанса да се прошетаат до Вашингтон, да се сликаат во Белата куќа и тука некаде завршуваат целата работа околу стратегиски партнерство со Соединените американски држави. Значи, прво тоа не е договор во класичен смисла на зборот. Договор Америка има таков, со само неколку земји, и тие договори се разликуваат од другата форма на спогодби со тоа што поминале во Американскиот сенат со двотретинска поддршка. Стратешкото партнерство помеѓу Америка и Македонија не поминало во Сенатот. Значи, ние сме членка на НАТО. Тоа самото по себе подразбира еден однос со Америка кој што е многу тесен. Значи, едно од најтрајните, најдлабоките сојузници што ги има Америка е преку НАТО. Не е верификувано стратешкото партнерство. Па не е тоа договор меѓународен што поминал у Сенатот. Не е. Тоа е, се договориле двете влади, ке тераме нешто што се вика стратегиско партнерство. А зошто не поминал? Не е дадено Па или едноставно не е изгласено? Не е ни така замислено. Не е ни замислено. Не е ни така замислено. Америка има такви договори со неколку земји значајни, меѓутоа не е со нас. Такви сојузништва има Америка, например, со Израел. Такво сојузништво има Америка длабоко, на некоја смисла, иако е малце проблематично сега, со Република Кина или Тајван, например. Така. Но нема со Македонија. Македонија да има, тоа договор е членство во НАТО. Тоа пројде во Сенатот, сите гласа што биле присутни, тоа е друго. Но надвор од тоа Ова тешко. стратегиското партнерство сега е малце, знаеш, и смоквин лист. Меѓутоа и порака. Што е пораката? И покрај тоа што вие во ЕУ вас не ве сакаат, не ви даваат датум, еве ние гарантираме дека мислиме на вас. Тоа е тоа. Добро, Што не е мала работа, видиш, што не е мала работа, затоа што сепак можеме да зборуваме, светот станува мултиполарен, ваков, таков, онаков, но доминантна велесила се уште се Соединените американски држави. Да немаме дилеми околу таа работа и ќе останат уште долг период во историјата, не толку само заради воената премоќ, Јанко. Туку ако видиме и другите аспекти на моќ, меѓу другото еве и моќта на мозоците. Покојниот, ќе ти дадам еден пример, покојниот оснивач на Сингапур и сингапурски премиер Ли Кван Ю во една прилика, инаку не знаеш дека сингапурците се главно кинези, нели? Го прашуваат, вика, дали некојаш Кина ќе победи Америка. Тој вика, нема, но ќе ве изнамачат добро. Вика, чекај, зашто нема? Па вика, Кина е голема земја и Кина почива на талентот и на трудот на 1 милијарда луѓе од планетава. Таков е системот. Сепак е дефинирана како цивилизација етнички, како цивилизација на хан кинезите. Додека вие сте така дефинирани како земја, да почивате на талентот на сите 7 милијарди луѓе на планетава. Прилични сте за било кој да може таму да отиде, да живее, да работи и така натаму. И факта тоа, види, додека тие се толку отворени. Модерен Рим. Па да, после оној период кој беше тој императорот кој го даде државјанство на сите жители на империјата, кој беше тоа, се не ми текна, видиш. Не сме изгледа убаво. Македонија политички и економски. Хајде да тргнеме се со Македонија политички и економски. За мене беше еден страшен шок. Верувам дека уште имам проблем како човек да се соочам со Преспанскиот договор. Значи, онаа пресконференција на Зоран Заев. Ја мислев дека ќе бидеш полиберален, ми изненадуваш. Боже сачувај. Зошто? Затоа што кажи ја пресконференцијата на Заев, те сецна. Кога излези и кога кажа дека од утре сме северна. Значи, пази, такво една саморазорување. Тоа беше де факто долгорочен влез на Македонија во една необјавена граѓанска војна. Затоа што ти правиш, то не е ни компромис, него правиш потек кој што задоволува сосед со кој што имаме конфликт, на начин што потпишуваш капитулација. Ничим изазван, што би рекле србите. Кога постоела Северна Македонија? Од нешто што е Северна Македонија, веројатно е жена ми од Куманово, зашо е.
Кога велиме ние Северна Македонија, валјда на Куманово мислиме, валјда, не знам што мислиме. Меѓутоа, не постоело нешто такво што било Северна Македонија. Уште подпишувате договор. Кај што викате Македонија е Грчка, а ние сме нешто друго, ние сме некоја Северна. Зошто не сум либерален во однос на ова, Јанко? Секоја заедница почива на некоја приказна, мит наречи како сакаш. Кога се растура таа заедница? Секоја нација почива на еден национален мит. Така е. Кога ќе го растуриш митот, што останува? Ништо не останува. Ништо. Значи, таа пресконференција на Заев беше динамит кој што беше детониран во националниот мит на македонецот. Македонија, не само тоа, гледај, сите националисти на Балканот, кои што не ја сакаат Македонија, го сакаат Преспанскиот договор. И го сакаат Заев. Секој што не им мисли добро на Македонија, не ја вади Северна од уста. Секој што добро не знае и не познава како македонци, не сака. Не навредува со тоа што не вика Северно Македонци. Дали го забележуваш тоа? Независно дали е во Тирана, Приштина, Белград, Софија, Анкара, Атина и така натаму. Значи, разорено беше ткивото внатрешно македонско. Се направи внатре македонски конфликт. И еве сега имаме една ситуација. Ваква поделеност, каква што имаме сега, не сме имале во современата историја на Македонија. Ние за да тргнеме заедно, се согласувам, ние мора да седнеме на маса. Ама не да седнеме на маса на начин како што тоа го замислуваат Заев и Заевци. Демек, вие прифатете ја Северна, па тераме понатаму. Не. Ке седнеме заедно кај што ти ке кажеш дека го уважуваш моето право, мојата земја да ја викам Македонија, ке се согласиш дека си згазил устав, си згазил референдум, си направил страотни прилики, тогаш ке видиме, ајде сега како ке тераме понатаму. Јас сум убеден дека ова нема да заживее. Значи, пази, не можеш против волја на народ. Ја изгазија волјата на народот на референдумот? Ја изгазија. Дали некој ќе седнал во кафеана и неформално и некој ти каже Северна? Никогаш. Дури со најубедени што ги викаме сега северџани кога седиш, неформално кога седиш со нив, некој од нив Северна зборува? Не. Дури сега, спомна некои луѓе кои што беа апологети на договорот, како нашиот другар Боријан Боко, нели? Да. Со Боријан кога зборува, што вика? Добро, викам, Боријан, ти го поддржуваш, што Боже са човек вика. Ја мислиш дека страшно нешто вика? Мораш, сега чекај малце, знаеш, нека. Ја мислам дека не мораш. Сега ние кога ќе седнеме на маса, ќе треба ова да издискутираме. Зошто ти мислеше дека мораш? И не само тоа, кога ќе се случи сега бугарското вето, затоа што тој договор нели Преспански е врзан со рокови, со отварање поглавја, така? После тој Преспански договор, заборев тоа со роковите. После тој Преспански договор, ако нема сега датум за преговори, а нема да има, ако некој спомне Северна од нашиве, па ќе треба за уши и на клоци, знаеш, онака. Ќе ти кажам една работа. Пол Кругман, тука, ова ми е тефтерчево кај што си правам белешки. Повели. Пол Кругман кај што беше на предавање во Нобеловецот. За економија. Да, сите се фатија за патиштата, меѓутоа не забележа една друга работа. Пол Кругман во цело негово предавање никогаш не спомна Северна. Ниту еднаш. Зошто? Па пристоен човек е. Видел што се случувало, додека бил тука прашувал што било, како било, видел дека ова е осетлива тема и како пристоен и образован човек вика чекај, ова е идентитетска тема, не оди таму. Тој не спомна ни Македонија, меѓутоа не спомна ни Северна. За разлика од него, пред него зборуваше овој премиерот. Имавме што со Љупчо, нели, овакво, како се викаше, нели, ве знаеме, Димитар Ковачевски, меѓутоа и овие другиве што беа од неговиот тим, таму имаше надпревар. Јанко, кој поише кати, да, и победи премиерот, он имаше по скопски кажано пролазно време на 10 секунди по еднашка Северна. Овие другиве беа после на 20-25 секунди едно друго. Знаеш ли колку тоа иритира? Насред Скопје мој премиер вика Северна. Го плаќаат ли бе за таа работа? Не. Зошто? Види, кому му прави добро? Што придонесува со тоа? Значи, ја кога ќе ослушнам тоа, независно дали го кажам македонец или странец, не можам така, не се вџашам, него се револтирам. Значи, буквално... Си имаш ли видено со председателот Иванов? Си имам видено, нормално, па како да.
Како он емотивно лично го доживува? Како што очекуваш? Добро. Доволно. Нели? Добро. Доволно. Како што очекуваш? Доволно. Како ќе мислам? Добро. Да. Важно И- исцедив нешто Да, од да, тебе да, вечер. да, како што Рече нема да зборам, ама исцедив нешто. Да. Колку толку. И не само тоа, види, ја на пример, до крај дека бев таму, таблата беше Македонија. И на амбасадата. И на крај кога заминав, зашто знаев дека ќе ја фрлат, јас ја извадив и си ја донесов дома. И ќе му ја дадам на следниот амбасадор кога ќе биде пак Македонија. Еве ти кажувам, Ја чуваш? ја чувам. Ја чувам, ја гланцам, за да ја дадам на тој што ќе ја врати назад како Македонија. Ама не може поинаку, Јанко. Прати ми слика само. Ке ти пратам, бе, нема проблем, Да, да. Што не ми каже, ќе ја донесев, знаеш, ќе ја Еј, покажеш, знаеш. шуво, онака. ќе стоеше овде Да, кај баш цело ке на време. македонски и португалски, знаеш, многу убаво. Бе, нам ни се заканува за тебе сонце, дури и символот што го користиме од Абе, сонцето. види, Тоа е, мислам, нонсенс е. Знаеш како, ми се чини дека понекогаш дури, кога инсистираш на нешто, па правиш контраефект. Па дури и кај луѓе кои им правиш контра, мислам, они мислат... Не бе, знаеш, малтретира од МНР, ќе ти кажам зошто. Бе во Сао Пауло, кај еден наш познат иселеник, има една голема фамилија од Тетово, од Джепчиште, Добрески фамилијата. Бошко е еден голем наш активист. И демек, ајде, сакал да прави скара во моја чески, дојдов, нема проблем. Стварно, македонец, Македонец, свеше све, македонец, да, знае македонски. се. Прекрасно. И слушай се. И он тука со цела фамилија, со сонцето од Вергина, доаѓам јас, се плаче, Од се кутлеш. пеат песни, да, Се од кутлеш. плаче. Сите тие работи, па ги собра Значи, луѓето има што ги емоција познава. уште се О, неговата. И тоа каква, знаеш, онака. Браво. Дури во Аргентина видов на едно место едно знаме, како тоа него земав. Знаме што сонцето на инките, само сонцето од Кутлеш. Ова вика ни е етничко. Викам, Така, ама требаше да го приспособено. земам. Да, приспособено, да. Прекрасно. И сега Бочко нормално се сликаше со мене и сега ми викаат овие демек зашто си се сликал со тоа знаме. Како бе да не се сликам? Кој ти викаат? Од МНР. А од МНР? Да. Ти беше тогаш официјално се Да, уште бе, во нормално, МНР. да. Бе, видим, идам на наставно организирана македонска заедница. Што сакаат нека мафтаат? Фашистички символи мафтаат? Што ти рекол? Нацистички символи мафтаат? Што ти рекол? И викам, не само тоа, и ми ја пишувам сцената, емоции. Прв македонски амбасадор доаѓа, човеков плаче. И не сум прв уствари, ако гледаш века, трет сум, во Југославија сме имале двајца, а меѓутоа пак, прв независна Македонија. Ништо да припазвам во иднина. Што да припазиш? Демек, види, ги преплашија луѓето. Сега, например, Да, имаме автоцензура, не само кој што ќе автоцензура, кажа. имаме нефункционални дипломати во земјите каде што има македонска диаспора. Зошто? Луѓето нормално отишле таму, наплата се, тој им е кариера, дипломати се така. И сега бегаат нормално од нашите... ќе ја видат да. иконографијата. И Сега, бега. тие што некој бега, а другите со сиот памет ќе им каже тргнете го ова. И се замисли се. Ти си државјанин на Бразил, на Аргентина, на Канада, на Австралија, на И некој ти вика... Некој ти тргна. вика, и тоа некој што ти го викаш, зашто треба твојата матица да ја представи. Па види бе, знаеш што забораваме? Арно него сипале со катрани пердови на магаре врзани. Во 80-тите, не знам дали си гледал снимките од МТВ. Ката Лахтова, оној длабок комунизам, Драголюб Ставрев, Глигорија Гоговски, одат во Австралија, во Канада, во Америка, задни влаво и сонца, никој не пријат тоа проблем. Зошто да прави проблем? Така е. Значи не е идејата што иконографија, и пак ќе кажам, значи нивна иконографија, не е официјална иконографија на државата. И тука се прашуваш, Да. еве, викаш, дали за пари го прават? Не го прават. Туку од некаков понизен страв. Абе идиотизам е не види. Ти знаеш што имаш Мислиш ли например, дека ти рече дека Јанко, ова нема да издржи? Јанко на LinkedIn, Дали ме како слушаш? да побрза за еден ден на LinkedIn, Да ги сменат да ги сите. сменат дека се од Северна. Па ги гледаш вака си викаш едно дрво да фатиш. Мислам, Самите со се кој менува. памет? Кај ќе живееш? Значи 90% Викаш кај дека ќе живееш? ова историски Како не ќе може да заживее? издржи. Како ќе заживее? Бе? Како ќе заживее? Еве, претпоставам дека јас, ќерка ми и ти твоите деца ги воспитуваш во тој дух дека ова е најголемо национално предавство во историјата. И сега ти очекуваш дека тие деца Не ги воспитува. Има доволно свест да без разлика. да тоа северно Без разлика. И, Без разлика. интуитивно не го Еве прифаќа. навиваат. Како навиваат? Северна викаат. Никогаш. Додека вика за 2 август и текнуна брука на која. Да. Ја кога го видов тоа, не викам, Северна, Боже, Бог да Па чува. овој вика не викале, овој вика не, вика ти срамота е. И се види.
Затоа што ова било национално понижување во рете, сите знаат дека немој да мислиш дека луѓето што се овдека дипломати дека тоа не го знаат. Го знаат. Ние Нашите дипломати или странците што се странските? овдека. Добро. Немој да мислиш, значи битката ни е нормално, мал народ сме. Сега не може паметно рекол нашиот народ, гол меф јатаган. Сега не може ние тука да правиме некои драми. Те разбирам. Треба долга борба. За долга борба треба луѓе со интегритет и треба луѓе со знаење. Е така. Долга борба се води на два начина. Со правото, домашното и меѓународното, и второ уште победно со културата. Што е културата? Ево ова што го зборуваме. Ако јас како македонец, како што сите мои пријатели тоа го прават, секаде каде што идам зборам за Македонија, никогаш не зборам за Северна. И кога ќе ме прашаат, им објаснувам добро зашто тоа не е така, тогаш битката ќе ја добиеме. Значи не може да види. Тоа знаеш како испаѓа? Ако заживее Северна, тоа значи дека тезата на бугарите дека ние сме вештачка нација, по македончина од Тито е точна. Така? Тоа значи дека некој може да дојде и наметне име и ти живееш со името. Ја тоа така го сваќам. Велиш ли дека бугарскиот став нема да се смени? Еве се Нема, има види, некои нема, сигнали као ги притискаат и така натаму, токму за целава работа. Околу тоа се притискања тебе те прашам нешто. Добро. Од кога почна конфликтот на Бугарија и Македонија, многумина велат дека има страшен притисок на меѓународната заедница кон Бугарија. Така. Ај кажи ми, колку пати беа Радев и Петков во Вашингтон, во Брисел, во Париз, во Берлин, во Рим? Ништо не се смени. Колку пати беа? Милиарда. Дали начин на притисок, да речеме, е да каже Бајден, Радев, Петков, ја не ве примам дека вие не се договорите со Македонија. Значи ли тоа дека... Зашо не го каже? Зашо тогаш... Знаеш, кога збориме за притисок. па, Притисокот е знаеш секогаш како- кон послабиот. Ама знаеш што, Да. тогаш викаш, тогаш ако нема притисок спрема Бугарија, нема ни поддршка за Македонија од големите. Па нема. Како што немаше, види, сега после Преспанскиот договор јасно е дека немало поддршка. Не само што немало поддршка, за Грција имало поддршка. Ајде да се расчистиме со И тие сега митови. македонецот со ова вика, па чекај, ако сме ќе идеме против американци, британци, германци, онда боле да ја Па прифатиме во затоа што 903-та, нема да... во 903-та, после 500 години, после 30 генерации по тоа царство, сме кренале во стание. Така? И не само тоа. Креме во стание кога цела Европа вика, не сме да има на Балканот глупости едно друго, таму ќе се решава тоа мирно. Кога е тука присутни се француски инвестиции, британски инвестиции, германски инвестиции, ние велиме нема. И сега пази сега. Тогаш било, демек, полесно, а сега е потешко. Со изградена држава, институции, со се. Значи, Јанко... Ивица, значи, види, ако разберам дека не, историски чекай, можеме да... само ти кажам така. Ирците, својата држава ја правеле против најголемата империја што ја видел светот до тогаш Британија. Така. Ја изградија. Па уште се борат. Ама ја изградија. Значи, Северна Ирска тек сега дојде... добро, меѓутоа Син Фен дојде сега на власт. Добро, меѓутоа види сега, тоа е сложено прашање. Таму има и некои други. Така. Не се сите гирци и католици, има и некои што Не, инаку да се мислат. вратиме назад. Ајде. Тезата, ако те разбирам, дали сакаш да ми кажеш дека дури ништо да не направиме, ова со Турција што ми спореди, дека идејата за Македонија не може да се утепа. Како? Дека ако не ние, некоја генерација ќе избоктиса и ќе дојде во некоја криза кога Знаеш, овие ќе зборувавме со Столе, да ќе ти завршам, да можам мислата ја Ајде, да се ајде. ја чујам. Значи кога ќе помине се во ова, во овој притисок каде што они се јаки, ќе дојде некоја криза каде што не ќе има таков вентил, такво менгеме да не стискаат и некои други генерации ова ќе се крене и ќе се заврши. Точно, Значи велиш дека ова историски не може да обстане. Јас и ти треба да работиме тие генерации да имаат на што да се повикаат. Зар нема луѓе А не во кои живо песок да имаат. Ама немаме ли у овој момент, нели сме сведоци дека има поединци, партии, здруженија и така натаму кои не го прифаќаат, па и од диаспората, Не па бе и кај има нас. мнозинство, не мнозинството. Ја ќе ти кажам уште една работа во која што цврсто верувам. Довршија не и мнозинството. Не само заради во гледачите. Во СДСМ над 95% од луѓето, над 99% од луѓето мислат ко мене и ко тебе.
тие само беа убедени дека има некој макроплан. Сега нешто менјаме, премостуваме, буп, и нештата си врват како што си се. И сега и тие луѓе се будат дека биле прелажани. Кај се инвестициите? Каде е Европа? Каде е здравството? Како беше ли ке лечиме колено у Паристи текнува, ние си ги заборавил тие од референдум. Да го завршам. Само ти кажам, се. Ајде. Покрај тоа имавме и многумина не сакаат да зборат за таа тема, меѓутоа имавме една тиранска платформа што беше срамна работа. Го имаме ова дивење на ДУИ, кое што морам да го кажам. Шарената револуција, тоа е само во главите на небањаките тиранска платформа. Види, имаме еден сериозен проблем со ДУИ, например, за локалните избори. Мене веќе пена ми фати на устата, меѓутоа пак е подцртам. Имавме изјава на Артан Груби помеѓу првиот и вториот круг од локалните избори, каде што тој кажа, цитирам: не може македонец да биде градоначелник на Кичево, затоа што Кичево е воен плен од 2001 година. Јанкобе. А пази, кандидатот на ВМРО има жена албанка. Албанка му ги раѓала децата, тој не може да биде прекрасен докторот Александар Ивановски. Како не? Тој не може да биде заместник градоначелник на Кичево, затоа што воен плен било Кичево. Во Гостивар, Али Ахмети вели, нема да дозволиме македонците да не бираат градоначелник на Гостивар. Како бе тоа нема да дозволуваш ти македонците во Македонија ти бираат градоначелник на Гостивар? Тоа е, види, ако некој ке тебе во емисија каже, нема да дозволиме албанците да бираат претседател во Македонија, ја утре дента доаѓам кај тебе во емисија да го направам партал. Албанците во Македонија, државјани на Македонија, ке го бираат претседателот на Македонија. Исто како и турците, и македонците, и ромите, и власите, и останатите. Секој да има право. Секој. И градоначалникот на Гостивар ке го бираат сите. И се види, при еден ваков шовинизам, што го покажува втората владеачка партија, овдека молк. Затоа што се плашат да не се замерат не со ДУИ, туку тие што стојат за ДУИ. За овие години што стојат за ДУИ. Сега нема да ги изговориме, ама слонот е тука у студио. Уште само да ни се посере на глава, знаеме кој е слонот. Тогаш кога ќе се охрабриме, кога ќе ги видиме непосредните нивни пораки, дека стварно можеме да се охрабриме, дека нашиот национализам, пази, нивниот национализам е добре дојден, проевропски, поддржан меѓународно. Нашите национални чувства се проблем. Па не може бе така. Не може. И на крај мора да најдеме некој амалгам, па некој па и заеднички национализам е граѓански, што ќе не спои сите. Мораме и тоа да го најдеме јако. Вака, да е јасно. А тоа како е? Македонци и албанци нема закрвување, бидејќи нема да победат. Македонските националисти што викаат ке ги решиме, никогаш нема да ги решат. Како што ни едните, ни другите не можат да се решат. Јас се слагам. Ние треба да најдеме заеднички минител, платформа за тоа ќе се најдеме и македонци и албанци. Тоа е уставот, демократски устав, демократски права. Што е тоа, например? Еве, работа која што мене ми беше значена, затоа што бев сам на цел континент. Наметнав работа. Кога ќе ми се јави мене некој со македонски пасош, ќе се постеле цела амбасада, се запира, доека не му се заврши работата. Да може човекот да каже после, јас сум горд што го имам овој пасош. Овде кога имав отворени емисии за името, народот веќе не збори за тоа, заборави потполно. Порано вриштеа телефон. Мислам дека сега е полошо, затоа што не е манифестно. Дозволи ми, само сакам да кажам. Сега е скриено. Значи, на тројца македонци што се јавува, што ги болеше, што се бунтува, се јавуваше еден албанец кој ни даваше поддршка. И тоа никој не може да го порекне. Бидејќи тоа се обични луѓе. Јас сум дното. Со мене е народот и таков е народот, ама тој е искрен. И моето чувство, не можам, како да кажам лош збор кога можам да имам проблем со ДУИ. Да, заради политички платформи, тирански платформи и така натаму. Албанците се многу коректни и многу свесни, знаат што значи, утре некој нив ќе им дојде и ќе им рече, дај менјајте знамето, не заебавајте, па не може така, мора европски ово, како бе? Ќе полуда. Свесни се и ни даваат поддршка. Не само тоа, ќе ти кажам, има една друга работа која што жал ми е затоа што сакам да поентирам и да го завршам за да имаме уште една голема поента.
Имено причината поради која те викнав е моето воодушевување во ова време на его, затоа што многу мои колеги, познаници, луѓе од општествениот и политичкиот живот покажаа изворедно спектакуларно его. Луѓето го градеа своето его врз македонскиот национализам, врз македонизмот и така натаму, идејки во крајности некои беа реални и така натаму. Многу копија се кршеа околу црквата и Македонската православна црква, многу не се мешав, токму само од една причина, бидејќи јас сум внатре. Внатре и нема што да го образложам. И добро го знаев целиот процес. И знаев дека дури и што најдобро да направи Македонската православна црква, луѓе кои изградиле кариери со децении, дека овие се лопови, овие крадат, овие се джиповите, овие се предавниците и своето реноме го стегнале по тоа што плюкале по сите, а себе се величеле и си создале една своја каста околу нив. Одедно се случува ова што се случи и одедно се случува твојата колумна. Ја ја читав и не ми се веруваш. Ја јавно да ти укажам почит. Јавно ти се поклонувам и како постар јавно ќе кажам дека ти си за мене човек со најголем интегритет, еден од луѓето кои со најголем интегритет. Само заради фактот во таа колумна ти признаваш дека си бил скептик, дека си сгрешил и дека си видел убава работа. За тебе е чудо. Але сега сакаш имиња да ти ги кажам каде што уште плюка дека се ова е предост. Немој. Значи, остајме пиецет, сакам јавно да ти кажам. И сега сакам да ми раскажи ми твојата целата генеза, целата работа. Колумна и она како ти го доживеа. Ај прво две работи. Значи, ти кажа ти си внатре. За себе ќе кажам една работа, знаеш, ај вака. Значи, потекнувам од едно семејство кај што се негуваат традициите на Македонската православна црква, едно верно семејство, дури и во периодот кога овдека официјална религија беше државниот атеизам. И искрен да бидам, нас дома не заштитија со тоа што ни кажа Јанко дека ова е дел од интимата. Така? За ова не се зборува јавно. Во оној систем мораше тоа така да биде некако процесирано, нели? Кога станува збор за верно семејство. Доживувањето малку ми се, значи во моментот кога еве да речеме ја престанав да бидам толку активен во црквата и кажам, на пример, делови кои што и ден денес за мене се делови кои што се стварно мои внатрешни. Испланирај го времето. Добро, окей. Молим добро. На пример литургијата, тоа е нешто кое што неописиво е колку врзува. Не влегај. Добро, не е битно. Меѓутоа, сакам да ти кажам, кога се распадна комунизмот, кога православието стана поп православие, кога луѓето гледа пиар да се тера да се топорат пред црква со цвеќе да се сликаат едно друго, малку мене ми се подрасипа доживувањето. Чекај се. Ова морав да го кажам. Сега. Добро. Меѓутоа, морам да кажем една друга работа која што ми е многу битна, пази се. Јас, мајка ми е Спасение Јовановиќ, татко ми е Ангел Боцевски, значи јас сум дете на две култури. И на македонската култура и на српската култура. Јанко, кога почна целата оваа работа, МПЦ и дедо Стефан го тераа тоа испод жито, што викаат србите. И јас се уплашив. Ќе ти кажам зашто се уплашив. Кога си дете на две култури, можеш да го видиш проблемот. И сега, мене ми делуваше дека во една ситуација, кога односите помеѓу двете земји се подобрија нагло, вакцините на Вучич, Зејтинов, пшеницата, отворен Балкан и така натаму, доколку целата работа завршеше со автономија, а не автокефалија за Македонската православна црква, тоа ќе беше тежок проблем. И знаеш, го гледаш тоа и вака се накоштрешуваш, се викаш, ќе направиме проблем помеѓу два народи, каде што нема проблем, реално. Меѓутоа, фактот дека тоа финишираше како што финишираше, уште еден факт, ја не знам, претпоставам дека кога ќе дојде тука некој од достоинствениците на МПЦ ќе ни објасни, кој го подготвуваше српскиот поглавар Порфири.
Сега зборувавме јас и ти за нашите внатрешни чувства, северна, меверна, едно друго. Дали забележа дека и во Белград, и во Скопје, српскиот патриарх не употреби нито едно зборче со кое што ги повреди чувствата на македонците. Една уште многу побитна работа. Пази, токму затоа што сум дете на две култури, тоа многу лесно го забележувам. Македонците имаат едно шесто сетило. Пристоен човек, србин или српкиња, ви зборува вас многу пристојно и гледате македонците не го сакаат. Чувствуваат некаде дека овој човек надредено гледа над нас. Македонци чокали е, како беше друго. Македонците го имаат тоа шесто сетило. Верувај, предпоставувам дека долго се работело на ова, ништо од тоа не излезе ни во Белград, ни во Скопје. Совршено и на едното и на другото место, дедо Порфири, патриархот Порфири, покажа дека станува збор за две цркви, на два братски народи, кои што сега натаму зачекоруваат во историјата заеднички и равноправно. Значи, не постои нешто што македонецот повеќе го врзува со Србија и што гледаше преносот? Да, и двата преноси. Ти рекам, затоа што бев скептичен, не отидов. Видели колку траеше аплаузот и колку плачеа Дали луѓе? виде колку го трогна патриархот? Се збуни човек, значи еден стамен човек виде солзи пролеа. Дали мислиш дека една личност како српски патриарх може некој да го спрема и да му каже што да прави во животот? Абе не, ама пази. Не навлагај. Не, Ова се само ќе ти кажам. баталија, немаме време, Добро, окей. ни треба. Откако изговорено, признаемо аутокефалност македонске православне цркве Охридске архиепископија. И тоа е закон, И кажа ми пред готово, Бога. заврши. Какви идни импликации политички може да влече Македонија како позитивна последица од сева ова? Види, првата позитивна последица е, пази, сепак, Не само црковна, и политичка. политичка е. Да. Прво, нели, она што го викаат во црквата етнофилетизам, нели? За жал, иако сите се борат против етнофилетизмот, тоа е тоа. Неоспорно е. Не, види, едне ќе ти кажам, обвинувањето за етнофилетизам, знаеш кој го измислил? Ја. Не бе ти, го измислиле грците кога во моментот кога гледаат дека губат од овие други, нели? И тоа е етнофилетизам. Обвинувањето за етнофилетизам е етнофилетизам, знаеш, да. И се види, кои се првите импликации? Посебен народ. Готово, знаеш. Значи, тезите и на грците и на бугарите им паѓаат. И то пази, од Србин, за кој се вика, они се слуги на грците, имаат дел со грците, ова, она, ваму, таму. У овој момент и бугарите се збунети, како? Види, одеднаш не само толку тоа, се види. трудеа, како Не само вика, тоа, два не само шамара, тоа, види. два шамара Не само и ќе тоа, ги види. отргнеме од Не само Белград. тоа, ја и во тоа го напиша, види, што кажам, за жал за србите, нормално, тие како своја државна и национална идеологија го прогласија Свето Савјето, нивни избор, меѓутоа тоа кај нив направи да луѓето кои што порано се дефинира како Срби, а беа католици како Иво Андрич, или се дефинира како Срби, а беа муслимани како Меша Селимовиќ, веќе не се дефинираат. Значи, тие луѓе во моментов Србин на Балканот е некој што припаѓа на културниот круг на Српската православна црква, независно дали станува збори за атеисти. Што има врска тоа со нас сега со ова? Па кога си автономија во рамки на Српската православна црква, ти си само некоја мала подетничка група во рамки на српскиот народ. Добро, а Кога сега? си автокефална црква си посебен народ. Посебен Значи, етнос. Значи, види, нема веќе точка каде што Србија е надредена и не признава нешто од македонската посебност. Што ова може да ни помогне во врска со негирањето од страна на Бугарија, кој инсистира дека ние сме Бугарија, не сме македонци? Па оние изгубија игра. Ја изгубија, мислиш, битката Скроз. конечно со ова? Види, прво, со ова, со ветото. Значи, мене ме плаши ова. Се врати односите, знаеш каде, Јанко? Да. Се врати односите не... Кога тенкови стававме на граница 50, 70, Да. ја ги памтам тие кризи кога имаш. Да. Добро, 50 не ги памтиме. Не, ама татко ми ги памти Јасно, затоа што да. бил офицер го носеле на граница. Сакам да ти кажам дека Па ми пренесува тоа. македонско-бугарските односи се на најниско можно ниво. Ама по нивна вина. Во 2017 година, кога го потпишеме договорот, тогаш бугарите да кажат, браќа сме, ама вие сте посебен народ. Ти напише една многу Да, бе, цинична колумна. Па мораш се, види. Замисли така да се однесува.
Замисли сега да почнат така да се однесуваат Бењанко. Која близина ќе развиеме со нив? Затоа што пази, да зборуваме што точно, иако се различни јазиците, блиски се. Замисли дојде патриархот нивни или председателот Да. нивни. Ние ве признаваме како македонски народ и Готово, завршено. нема ова. Замисли народо за 24 сата симпатиите колку ќе порастат спреба Бугарија. Готово. И што ќе ги кошта нивто? Ништо. Ништо. Да, значи јас се обидував Ништо. низ многу интервјуа колку е тоа Замисли па, катастрофално види. и страшно ако Еве Бугарија не признае како етнитет, како етнос, како види. Македонија, како јазик Замисли и како па- култура. замисли па што ќе Некои беше се обидуваа да ми објаснат дека е тоа катастрофално за нив. Ја мислам дека не е Ма точно. како што не, Ништо нема да им фали. Замисли па Мицотакис наместо вето да ни ставеше 90-та година да рече дечки, што е Италија за Словенија, тоа сме ние за вас. Ја сега куќа ќе имав Па не, негде ние у Грција. сега ќе бевме Сигурно куќа или стан Ние ќе сега ќе купат. бевме хеленизирани во огромен дел, во смисол близина, не само бизнис, него и така и вака и така етнички врски постојат, се зимаме со грците едно друго. Дали меѓутоа- сум во право кога им викам после ова непоправлив оптимист станав за земјава, за народ. Јас тоа од секојаш сум бил, ке ти кажам, изошол. Значи, Ја не бев, изгубив ја малце бев, надеж. знаеш зашо, на долг рок, не бе, нема шанси, бе, види, како ти кажам. Значи, Нема шанси што. ова е керамика, не може, ај се направи дрво од ова. Не можеш, бе, Јанко. Ова е формиран народ со формирана свест. Точно, се случи шок. Може би, знаеш, онака, понекогаш си мислам, може би и здраво беше, знаеш што е, во текот на историјата, шокот бил Втора светска војна, толку народ изгинал да се направи слободна држава. И сега се уват генерации кои што се опуштаат, така. Кога видиш што можеш да изгубиш, пак ќе се бориш за тоа. Се врати малце свеста заради се овој Еј, притисок. замисли- Македонизмот се Ти возбуди. текнува заев кога збореше на БГН со на Да. Малтеневише да кажеш јас сум бугарин. И ние сме Бранко бугари. Црвенковски излезе да се Да, еве, да се тука побуни. бев на неговото предавање, интересно предавање одржа поранешниот председател. Многу беше писов за политиката на дворешна на Македонија. Види, да, даде критики, кои што беа издржани критики, може би со дел 2 јас не се согласувам, меѓутоа види предавањето беше добро подготвено, анализата беше на место, критиките беа на место и уште една работа, тука морам да го пофалам амбасадорот Мухамед Халили, кој што сега го презема раководењето со невладината организација Совет на амбасадори, затоа што условно кажано, јас и многумина други кои што се од другата страна на политичката поделба, не сакавме да имаме ништо со таа организација, затоа што тие функционира како антена на СДСМ. Амбасадорот Халили се јави на сите нас, да не покани лично на предавањето, и ние го испочитувавме и дојдовме, иако огромен Што дел... сакаш да ми кажеш со тоа? Огромен дел од првотинците на Бранко Црвенковски, луѓе кои што во текот на неговата кариера имаа високи амбасадорски звања и дипломатски звања, не дојдоа. Па дури Боријан Јовановски кој му беше портпарол се сврте против него да каже дека не знам кој бил таму Теодор Рузвелт и кој бил Черчил. Не ми се допадна. Види, и тоа не ми се допадна. Многу ниско беше. И тоа не ми се допадна, Многу не е ниско. убаво. Види, прво, Черчил за македонците знаеш дека нема добро. Не навлегој. Тоа да, не идеме таму, меѓутоа пази се. Заев да го споредува некој со Кисинџер и со Черчил е како да ти кажам. Се ти да види, да направиш заев договор, што ќе се викаше Преспански договор, кај што земјава ќе се викаше Република Македонија, јас ќе кажев, уј, браво Кисинџере, така. Направи таков договор? Не направи. И како па ти текна едно време кога се занесам Нобеловец ке стануваш. Овако. Па дојде една Нобеловка од Либија која не од некоја северноафриканска земја која го номинираше и која го предложуваше и сериозно беше тој пиар на Сорос дека На фон. ќе го Ти текна фон го предложи. дека ќе ги предложат и Ципрас и Заев. Не си. Само ти кажам дали уште ќе еден- се ангажираш? Не, немаш време да ми кажеш ништо више. Ама мораме да 120 добро. минути. Дали ќе се ангажираш малку повеќе политички? Твоите опозицијски ставови доста се поздравени, поддржани.
Каква е твојата релација мислам, не, со чекај, само ти кажам. опозицијската партија и дали не, мислиш мислам да дека во влезеш? моментов Да ја поставам прашање во. Па знам што сакаш да поставиш прашање. Ама не знаат гледачите, ја затоа морам да го Добро, изговарам. ајде. Дали мислиш да се ангажираш во ВМРО ДПМН или во некоја друга опозицијска партија и евентуално ни се ближат избори на есен и евентуално дали мислиш дека воопшто и ќе се случат? Види, она што го нареков, ја мислам дека нормална влада ќе иде веднаш на избори, ќе ти кажам и зошо. Кога ќе тргне возот удолу, се иде на избори веднаш, за да ја максимизираш поразот, да имаш колку ше можно пратеници во собранието У овој и момент, колку по-безболно да направиш транзиција. Така, оти колку поише време поминува, толку поише губи. Толку поише губиш и толку потешко потоа ќе направиш внатре промена, така? Како ВМРО што не свати дека кога им ги ставија шаторите пред влада, тогаш требаше пред време избори. Точно. Или пак да даеш власт, Да, еве ви власт. Да. За 6 месеци народов ќе ги вратеше. Власт се дава, пази. Нема ништо по-добро од тоа да си отидеш во опозиција. И нема ништо посрамно од тоа. Нема. Така покажуваш и државнички однос. Не посрамно, нема ништо срамно во Да, тоа. и Така. види, и знаеш ли кој е најдржавнички чин, да речеме, на човек кој што никогаш нема да биде премиер или председател? Вечерта кога ќе изгуби на избори, кога ќе му честите на победникот што станал премиер или председател. Науша фантастика за нас. Чекај, Дали се- ти се ќе се вратиме. ангажираш Види, политички? па јас мислам дека излегувам во јавноста, тоа е политички ангажман. Ама дали соработуваш конкретно со некоја партија? Дали си дел од некоја партија види, од структура? Она што сакам да го кажам Дали планираш е да се дека, кандидираш? дека во моментов мојата работа ја гледам на овој терен како коментатор, како човек кој што излегува, ги кажува своите гледишта и кој што го поддржува отпорот против се она што е северна. Каде работиш сега? Во моментов сум ангажиран на две места. Работам со Љупчо Злате во неговиот радио лидер тераме утринска програма секој утро. Не, дали државно нешто министерство? Не, да, ништо нема ништо што. такво. И Дали исто мислиш така дека гледаш дека ситуацијава ВМРО води на анкети на се, но не може да го направи тој исчекор за да предизвика предвремени избори. Најавува и голем протест и така натаму, јас за тоа ќе имам посебни емисии. Дали мислиш дека ќе имаме ние набрзо избори? Значи, вака збиено, зашто гледам дека сме со време во не гази. Да, гледам. Зиповано. Види, во услови кога секој ден ми избиваат по 3 афери на владата, Е веро. знаеш, мислам дека они веќе немаат авторитет да управуваат со државата. Значи, постои еден момент кога ти веќе не можеш да контролираш. Немаш можност дневно да ја водиш политиката. Они се тамо. Ги изгубија сите. Не, конци. скотово. И сега во такви моменти агонија е за сите, за нив е агонија највеќе. Значи, шо е за нив, денот на нив, им почнува во 8 саот, гасиш пожар до 12 дека да се легнеш. И тоа све е нешто транге-франге дневно. А нема да речеме нешто, ај сега ќе градиме автопат, нели, или не знам, ќе бркаме инвестиции, боже сачувај. Не занимаваат со тоа. Ништо. Ништо. Нити инвестиции, Така што ема, мислам нити дека види, ништо. ситуација околу Украина малце ме збуни. Кога изби кризата во Украина, Добро. затоа што види огромна војна. Ајбе, ќе тераме и преку ова. Збори, Добро. интересен Не, ми е, чекај, муабетов не можам. Не, Мислам кога- ќе земеме од ќе го надминеме терминот. Кога изби војната во Украина, малце се уплашив и тогаш мислев, знаеш, дека можеби е попаметно во тој момент заедно сите да направиме еден обид, заеднички да влеземе во кризата и заеднички да излеземе од кризата. Тотално немаше никакво разбирање такво од власта, нели нормално? Да. Меѓутоа, тој момент изветреа. Не, знаеш што мислам? Мислам дека војна може да го растури јавното мислење. Така. Ги прередува картите, значи Да, војна апсолутно. избила, готово. Да, И не да. само тоа, кога е војна, која е криза, се обединуваат сите околу знамето. Ти текно едно време Така е. Филипче 80% Така популарност е. која тераше, Така е. но тоа е кратко. Така. Изветреа тоа. Така. И сега во моментов ќе ти кажам И дека на Черчил така му изветреа многу брзо. Да. Едва и заврши Втора светска војна, го Черчил сменија. на тие избори, британскиот народ му кажа: ти веќе не си премиер, но си државник и си историска личност. Thank И you тоа very е much. голема работа. И тоа е голема. Да. Али ти не можеш да ја водиш више земјава. Нели? Така да, му рекоа. Така му рекоа, да. Така што види, по мене, ја мислам дека они немаат веќе основен авторитет да ја водат земја, на есен мора да има избори. Но како? Види како се. Во собрание мора да се дигне раце, се Не гласа. се дига.
Па не се дига, види, уште малце, види. За малце требаше да се дигне, ама имаше киднапирање. Како беше со кокошка, ајде се, уште 2-3 круга ќе се мучиме, знаеш. Како беше на Матија Бечковиќ, вчера ćemo се још мало. Мислиш дека може да дојде таков преврат у собрание да се случи? На крајот или ќе биде со надворешниот притисок, не, па владата да даде оставка? Надворешен притисок не верувам дека ќе има, мислам дека, знаеш, надворешен притисок на народ и протести, мислам. Тоа да. Граѓанска непослушност, особено сега со цениве поскапувањето. Мислам дека ќе дојде момент кога премиерот ќе седне со претседателот на опозицијата и тука ќе се договорат чекорите што доаѓаат до избори. Нема друго. Значи, агонија, види, он што кажа, нема пука све се распаѓа. Више не знам како земјава понатаму, кој управува со земја, кој владее со земја. Има ли пилот у авионот? Има ли пилот во авионот? Како се решава тоа? Избори. Многу едноставно. Ивица, многу ми беше големо задоволство. Прв пат се гледаме после скоро деценија. Драго ми е. И мене ми е драго. Те читам, многу ми е драго и се радувам на твојата интелектуална еволуција и навистина рационална мисла која има, што е многу реткост во ова. И патриот, ама рационален, без забегување. Ова ти си вистинско благо. Мораме на тоа да работиме, Јанко. Дел од оваа јавност што е од отпорот, мислам дека фати еден пат и отидоа во Ќорсокак и сега направија голема беља и нудиме начин, нудиме мост. Зашто таму нема кај да одат веќе, нели? Без нас, знаеш. Не сака да. Ама не може од егото. Од егото не може да се врата. Ќе почекаме уште малку, се и најде. Ама гледај уште како плукаат по црквата, бе, човече. После све ова добро што се случи. Океј, тоа е нивна работа. Фала ти уште еднаш, ти благодарам. Фул 120 минути, уживав секоја секунда со тебе. И не можевме да се доиназбориме. Не само многу го расшири муабетов, знаеш, ја мислев дека за актуелниот момент ќе зборуваме. Зар да не те прашам за Бразил? Дека и за Бразил ќе го тераш. Па ја дури знаеш што мислев? Мислев дека сега ќе прашаш овие дали се живи овие што Белопетани ги носеше Жилберто Жил, Каетано Велосот и текнува. Леле ги заборев нив. Живи се, да ти кажам, ама при крај се, условно кажано. Има нови генерации, нови бранови. Мислев ќе ме прашаш дали сум ја видел таа сцената таму во тој дел, ти беше од 100 тројка, така да запознав. Дали беше на дали беше на концерт на Сепултура, дали беше тоа е во Бело Хоризонте бев. И ќе ти кажам, не само тоа со ќерка ми бевме и слушаш Боже, на Сепултура бил. И бевме со ќерка ми исто така она. Дали беше на карневалот у Рио? Па може ли да не одиде амбасадор на карневал во Рио? И жена ти те пушти на карневал у Рио? Беше она со мене, се да се каже. А ти гледаше у кокосот вака? Не. Види, прекрасно. Не. И последното ќе ти кажам, и со ќерка ми идевме често на Фламенго. Секогаш кога имавме шанса да сме во Рио, одевме на Маракана на Фламенго. И не бе нека збори, чекај се, не зафркавај. Не можам да слушам се, а он ќе би збори за банани, убави задници. Не бе тоа, бе. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание. Тоа беше се за вечерва, лека ноќ и пријатно. Ајде.